Македонскиот документарец прикazан да Силјан е официјално откупен на National Geographic. Хидео Коџима сега да лови вистински духови и добивме прв трейлер за Мандалоријан и Грогу. Добре дојавте на Гиковски недавно со Марио на Дебели Гикови, овозможено од ќе ви кажеме на крај. Ајде да почнеме со една многу интересна вест, а тоа е дека македонскиот документарен филм на Тамара Котевска, прикazан да Силјан, кој што притоа е номиниран и за Оскар, официјално ќе се емитува на каналите на National Geographic и ќе може да се стримува на Disney+. Од пчелите на медена земја до раскажување навки прекрасни приказни, Македонија стварно има што да прикаже. Официјално го добивме првиот трейлер за играта Marvel Wolverine. Со трейлерот добивме многу нови информации, например кој ќе го игра Wolverine, кои карактери ќе се појавуваат, кои ќе се непријатели во играта и многу други работи. Сега ако сте фанови на Marvel Spider-Man игрите, ова ќе ви е буквално копија само со сменет скин. На истиот енџин се прави, нема може да брамаца се потрудат. Kojima Production славеа 10 години постоење и со тоа прикажа многу нови интересни работи. Главното нешто што го прикажа беше трейлерот за играта Од, игра која што Kojima ја прави во соработка со режисерот Џордан Пил. Јас на пример Џордан Пил како режисер многу го мразам, ама сепак Kojima си го сакам, така да пак ќе морам да играм играва. Играта изгледа ненормално страшно, а изјавата на Kojima е дека сека да лови вистински духови. Окей. Кога сме кај Kojima исто така пресниот трейлер за анимето Death Stranding Mosquito, кое што изгледа партали добро, значи анимацијата е партали. Доналд Трамп потпиша договор дека 80% од TikTok ќе припаднат на САД. Ова може да е многу добро, а може да е многу интересна во иднина. Добивме многу нови интересни детали за следниот Джеймс Бонд филм од режисерот Денис Вилленев. Пишете ве молам како се чита правилно неговото презиме, немам поим. Тој изјави дека кастинг за следниот Джеймс Бонд актер ќе се случи после излегувањето Dune 3. Режисерот сака следниот Джеймс Бонд актер да биде млад британски актер и најверојатно приказната што ќе ја раскажува е како Джеймс Бонд всушност дошол во MI6 и како го добил надимакот 007. Многу битен податок, филмот изгледа ќе го видиме во 2028. Ке се изначекаме. Marvel и DC ги здружија силите и направија соработки помеѓу нивните херои. Ке ги прочитам за да не ги сгрешам соработките. Deadpool и Batman, Captain America и Wonder Woman, Jeff и Crypto, Daredevil и Green Arrow, Rocket Raccoon и Green Lantern, Old-Man Logan и Batman од The Dark Knight Returns и последното е Enter Logo. После долго време чекање официјално добивме прв трейлер за The Mandalorian и Grogu. Значи нема боле и по-кют трейлер некогаш направен. Реално е нема онаа тематиката на Star Wars, она јако да е, ама многу комедично и многу е убаво, онака многу убаво за гледање. А Джеймс Ган цело време прави некои многу интересни тизери за следниот супермен филм Man of Tomorrow и официјално направи тизер дека главниот негативец ќе биде Brainiac. А како за крај на секој недела, дечки, знаете дека промовираме нешто интересно, но овој пат како што ви кажавме на почетокот, оваа епизода не е овозможена од никого освен од нас. Односно сакаме да испромовираме дека следнава недела на 2 октомври Дебели Гикови подкаст започнува трета сезона. 2 октомври 20 часот се гледаме на нашиот официјален YouTube канал.